СДСМ покажува дека живее со и за граѓаните, дека ги слуша нивните потреби и дека е подготвен да се менува кон подобро, за да им служи уште подобро на граѓаните. Тоа е разликата меѓу нас и нашите политички опоненти. Ја внесовме нашата земја во НАТО, очекуваме датум конечно за почеток на преговорите со Европската Унија, го сплотивме етнички нашето општество, сите предуслови се создадени да оваа драгоцена шанса нашата земја и нашиот народ не ја пропушти. Ако тргнавме од своите редови да се исправиме со големината и доблест за наше отстапување, со наше коригирање и подобрување, верувајте, нема да дозволиме на било кој во државата, без разлика дали тоа е во јавната администрација, централна, локална, а прима пари од граѓаните, да не ги исполни очекувањата на граѓаните. Никој не очекува од јавната администрација, извршната, централната, парламентарната, локалната власт 100% да реши се, но очекува да им служат верно и честно на граѓаните. Пораката ја примивме, иако сме срекни за големата победа и изборот на председателот Стево Пендаровски за нов председател на Република Северна Македонија. Но секако граѓаните ни испратија кристално јасна порака. Останаа дома, еден дел од нив заради тоа што не се доволно мотивирани за председателски избори да излегуваат, тоа е традиционално така, но еден дел за да многу јасно испратат пораката коригирајте се ако сакате понатаму поддршки. Таа порака ја примивме, Централниот одбор вечерва дискутираше 4 часа и донесе консензуални едногласни одлуки. Имавме демонстрација на доблест, на големина, на одговорност, секако и резултат на тоа се овие одлуки кои што ги донесовме. Ние продолжуваме понатаму, следуваат денови кога ќе се случат промени во извршната власт. Секако после тоа, некаде за 2 до 3 недели ќе се случат именувањата и во Социјалдемократскиот сојуз, ќе се движиме со тоа темпо, транспарентно, одговорно, секогаш како што тоа граѓаните го заслужуваат.